Непишаното правило работа да се бара во местото на живење веќе не важи. Така е барем теориски, а во практика тешко дека може да профункционира. Недостатокот од слободни работни места и големата невработеност ги принудуваат граѓаните да побараат работа во некои од соседните градови. И помладите и постарите велат дека секојдневното патување од дома до работното место и назад не би им представувало пречка, без разлика на оддалеченоста што треба да ја поминат. Сепак, во практика, мислењата се поделени по ова прашање. Па, дека по-добро там ќе работам. Што е Кочани Штип, например? 30 км, ништо. Па, ако најдам работа, би патувало. Исто мажа ми работи у Шведска и он там. Нема тука за младите работа. Не би патувал. Зошто? Па затоа што Кочани има многу фирми. Не би патувал во друго место. Тука е, мислам, подобро и за превоз и за се. Освен јавно искажаните различни ставови дека невработените се подготвени да патуваат и во други градови ако најдат работа, и во практиката тоа се покажа така. Заради ова, пред една година пропадна и така наречената мерка за мобилност на работната сила, со која беше предвидена финансиска помош за сите што ќе најдат вработување на оддалеченост од над 60 км од местото за живење. За оваа мерка државата имаше предвидено и 3,7 милиони денари во вид на субвенции, односно по 185.000 денари по вработен. Сепак интересот да се искористи ваквата помош беше никаков. Таквиот случај не е само со невработените во Кочани, туку и во целата држава. Македонските граѓани тешко се откажуваат од навиката да бараат работа таму каде што живеат, без оглед што тоа може да трае и со години.